видовме како СДСМ панично и уплашено реагира секогаш кога ќе му се случи народот. И нивната стара добра практика, наместо да ги сослушаат собствените граѓани и да ја преиспитаат собствената одговорност, веднаш да ја бараат вината во друг. Наместо да им објаснат на своите членови и симпатизери, кои веќе и не им веруваат, зошто го откажаа за викендов најавуваниот митинг на СДСМ во Битола, тие се обраќаат до нас поради протести на земјоделците. Во Битола вчера на протест излегоа земјоделци кои се луѓе со име и презиме. Луѓе кои очигледно има за што да се разочарани и гневни на СДСМ. Тие велат дека СДСМ на овие луѓе кои со мака го заработуваат лебот им се заканувал, дека кога тие ќе дојделе на власт, ќе останат без екзистенција, без било каква поддршка од државата, ќе останат без работа. Дотаму ли дојдовте, колеги од СДСМ, да се заканувате и да се пресметувате со обичниот, вреден и работлив народ? Дотаму ли дојде работава што го тероризирате собствениот народ? И тоа само затоа што некои се бунтуваат против вас. Замислете која дрскост. Во опозиција сте, а уште им се заканувате на луѓето. Ги терате, ги подбуцнувате да се бунтуваат, да штрајкуваат. А тие што не сакаат да излезат за вас, јавно ги оцрнувате. Ете, затоа ви излегоа земјоделците на протест. Почитувани од СДСМ, ние не сме виновни што членството ви е поделено. А уште помалку, што во времето на вашето владење буквално се скаравте со народот и со земјоделците. Што ги оставивте на работ на екзистенцијата, без речиси никаква помош од државата. И ние не можеме да ви помогнеме да ја решите караницата со собствениот народ, кој натаму, арогантно, дури и од опозиција, продолжувате да го потценувате и навредувате. Но додека вие се расправате со народот, владата предводена од ВМРО-ДПМН продолжува да работи. И само како пример, пред 2 дена почна да се користи новата кредитна линија од 11 милиони евра наменета за земјоделските предпријатија. Беа доделени првите 8 кредити, вредни 2,7 милиони евра.